Вчера Државната изборна комисија ја спроведе дистрибуцијата на 1.006.336 гласачки ливчиња до 80 општински изборни комисии на територијата на земјава, каде во недела на 3.480 избирачки места ќе се одвива гласањето за референдумското изјаснување. Согласно раковникот на Државната изборна комисија, општинските изборни комисии се должни еден ден пред денот на одржување на референдумот, односно утре, да го предадат гласачкиот материјал на избирачките одбори. Гласањето во странство утре ќе се одвива во 33 дипломатски канцеларии на Република Македонија, а пријавени за гласање се вкупно 2694 македонски државјани. Утре ќе гласаат и болните и немоќни лица. Барањата на 1859 гласачи, кои што до општинските изборни комисии поднесоа известување дека сакаат да гласаат во своите домови како болни или немоќни лица, се прифатени, додека одбиени се барањата на 179 граѓани. Во Прилеп прифатени се барањата и утре гласањето ќе може да го остварат 142 болни и изнемоштени граѓани. Во Долнени 72, во Кривогаштани само 1, а во Крушево ќе може да гласаат 69 болни и изнемоштени лица. Согласно доставените избирачки списоци до општинските комисии, познати се и вкупните бројки за право на глас на граѓани со право на глас на неделниот референдум. Така во општина Прилеп на 142 избирачки места право на глас имаат 64.309 полнолетни граѓани. Во општина Долнени во двата избирачки списоци право на глас имаат 11.580 граѓани кои ќе гласаат на 40 избирачки места. Во Кривогаштани со право на глас се 4.737 полнолетни граѓани кои своето право на глас ќе може да го остварат на 13 избирачки места. Во општина Крушево според избирачкиот список регистрирани се 7.807 граѓани со право на глас, како и 126 запишани во посебниот список кои ќе гласаат на 22 избирачки места. Треба да се знае тоа дека во 81 избирачко место во земјава од 27 општински изборни комисии во недела нема да се спроведе процесот на граѓанско изјаснување на референдумот. Според упатството донесено од страна на Државната изборна комисија, од вкупно определените 3480 избирачки места, во овие 81 избирачко место има евидентирано помалку од 10 гласачи. Затоа согласно законската одредба од членот 165 став 2 од изборниот законник, а со цел на секој граѓанин да му се овозможи да го оствари своето уставно загарантирано право на глас, на граѓаните во овие населени места ќе им биде овозможено да гласаат на најблиското гласачко место со над 10 избирачи, а за таа обврска да ги информираат општинските изборни комисии. Од 27 општини каде се евидентирани избирачки места со помалку од 10 гласачи, најмногу 13 избирачки места се на територијата на општинската изборна комисија Прилеп. Така во недела нема да има гласање за референдумот во Лениšte, каде има 4 гласачи, во Тројаци 6 гласачи, во Мало Радобил само 1 гласач, во Никодин 5 граѓани со право на глас, во Царевиќ 8 гласачи, во Мало Рувци 4 гласачи, во Одабница и Прилепец по 5 гласачи, во Стар Присад 4 гласачи, во Шелеверци 9 жители со право на глас, во Кокре 3 гласачи, во Пештани 8 и во Вепрчани 7 гласачи. Од соседните општини во Долнени има 2 избирачки места каде нема законски услови за одржување на гласањето за референдумот. Помалку од 10 гласачи има во Горно село и тоа 9 и во Маргари 8 гласачи. Во Крушево пак единствено нема законски услови само во избирачкото место 1207 во населеното место Селце, каде има само 1 граѓанин со право на глас. Гласањето на 30 септември почнува во 7 часот наутро и завршува во 19 часот. Од Државната изборна комисија најавија дека за овој референдум извештај за излезеноста ќе има повеќекратно во 9, 11, 13, 15, 17 и 18:30 часот, а првичните резултати од референдумот добиени по електронски пат ги објавува сукцесивно, а резултатите врз основа на податоците од записниците и целокупниот гласачки материјал од општинските изборни комисии во рок од 24 часа по приемот на записниците и целокупниот гласачки материјал од сите општински изборни комисии.